Назад во студиото на утрински брифинг, имено неодамна на правниот факултет Јустинијан I, по 24 пат беа организирани ораторските вечери кои го носат името Иво Пуха. Годинава за сценски настап Марија Додовска од правниот факултет ја доби наградата. Трето место Данило Крстовски од исто така од правниот факултет. Второ место Марио Јанески од факултетот за физичка култура, спорт и здравје, и првото место и припадна на Моника Пеичева, која што доаѓа исто така од правниот факултет Јустинијан I, а незиниот говор жена во панталони. Еден критички осврт во однос на случувањата во општеството. Со Моника Пеичева ќе разговараме преку Zoom апликацијата. Се надевам дека воспоставивме некаква тонска врска. Моника, доколку се слушаме, добро утро. Добро утро и вам. Ви благодарам на поканата. Така, жена во панталони. Имено утрински брифинг во своите изданија секогаш се труди да ги промовира или да ги најде оние млади, нови критичари на ова наше кревко општество, кое што има доста за што да се критикува. Во овој говор, жена во панталони, пред се зборувате за какви се пречки има жената кога настапува или пак се труди да дојде до некоја раководна или политичка функција, накратко до успехот да се рече. И морам за почеток да прашам, Пичева, од каде сметате дека потекнува нееднаквоста во Македонија? Кој е никулецот? Вака. Огромен број на сфери се опатени, значи делото и содржината на мојот говор има поголем број на сфери кои што се опатени, кои што сметам дека иако сме современо, демократско, слободно, либерално општество, сепак жената сметам дека е дискриминирана по секој основ. Иако години наназад, мислам дека некои од институциите се обиделе да се борат во врска со ова, на крај не гледам некаков исход кој што би им помогнал да не бидат дискриминирани во било кој поглед. Значи, делот од мојот говор се однесува и во поглед на образованието, во поглед на платите, јазот, односот мажи со жени, исто и во делот на образованието, земјоделството, политиката, значи во сите сектори. Сметам дека особено јазот го гледам во тоа дека жените не земаат еднаква плата како мажите. Нели треба баш се водат од онаа парола дека нели еднаква работа за еднаква плата. Но сепак гледам дека тоа не постои кај нас. Иако процентуално можеби за некој процент тоа во општествената заедница можеби е намалено, но не гледам некои драстични разлики во тој дел. Так. Исто така и во делот на руралните средини. И оттаму влечев конци, затоа што сметам дека жената во руралните средини е сосема дискриминирана. Особено од аспект, например, не само руралната жена. Например, тоа може да биде и жените во градовите. Во делот, например, денеска, жена нема на свое име личен собствен имот. Возачка дозвола, например, ако нема, или најчесто не е дозволувано да има, и тогаш таа би требало да бара превоз од нејзиниот сопруг, или па, например, жените во руралните средини немаат, да речам, плата. Зошто? Затоа што сметаат дека треба да работат, да бидат домакинки, да ги чуваат децата, и некои такви слични обврски кои што ги имаат во текот на денот. Исто така и во делот на образованието. Сметам дека руралните жени се понеобразовани, но ако гледаме општо на ниво на територија, жените се пообразовани од мажите. Да, во однос на руралните средини и образованието ќе се согласиме во поглед на достапноста до образованието, бидејќи
Од тоа зависи и од инфраструктурата, зависи и од економскиот потенцијал на регионот од каде што доаѓа, има повеќе фактори зошто е тоа така. Велите во вашиот одговор, бидејќи правиме една хронологија на говорот, нашите соништа и визии мора да бидат на прво место. Секогаш. Заборавете го зборот треба, откриете ја магијата и поделете ја со светот. Не се согласувајте на полуживот. Овој збор полуживот. Каков е тој полуживот во Македонија? Како да ви кажам, полуживот го сметам од аспект на тоа дека жената се потиснува во себе, само за тоа на некој начин да речам да биде во корист на мажот. Значи, реално има некои работи кои што жените денес за да бидат за да го задржат сопруга, да го задржат дечкото, да го задржат својот партнер, они се согласуваат на било каков режим само за да бидат покрај некого. Или од аспект, например, на работно место. Наместо да ги кажат своите за така речено маки, сите оние стереотипи, предрасуди кои што ги имаат на работно место, например, ајде да почнеме од оние основни почетоци, например на училиште, па потоа во средно, на факултет, па после кога ќе најдат работа. Значи, општо да речам, девојчињата од поголем дел се попотиснувани да ги кажат сите оние маки кои што се среќаваат и кои што би ги имали. Затоа сметам дека на некој начин имаат полуживот. Сметам дека треба да се тргнат од прагите на тоа и да ги кажат, да го кажат своето мислење. Сметам дека со критики, сугестии ќе може да се постигне и да се дојде до оноја вистинското. Добро, кога разговарате со колегите на факултет, кога ќе ги отворите овие прашања, без разлика дали учествуваат во тие разговори женски или машки лица, се зборували за идеи како овие работи би требало да се променат или генерално тоа се става на конто на политичкиот амбиент? Да бидам искрена, многу ретко се отварале овие теми, да речам, или да се отворат и да се заинтересирани колегите ни ги изнесуваат своите ставови. Сметам дека студентите треба да бидат послушани пошто затоа што сметам дека во некој опсек, па и во сите оние бранши кои што би требале да се слушне гласот на студентот, може би има некои паметни критики кои што би требало да бидат слушнати како до невладини организации, така да бидат тоа и до министерствата. Мислам дека огромен број од министерствата треба да се залагаат да покренат некакви иницијативи, да ги прашаат студентите, затоа што може би стварно нешто разумно имаат да кажат и кои што би помогнале во разрешување на сето тоа. А каков фидбек имате од професорите, например? Отворен пристап имаме со нив. И секогаш биле она со мотото дека секогаш треба да го кажеме она што го мислиме, па макар дури некогаш да е грешно. Добро, Моника, да прашам некаде при крај на разговорот, бидејќи претпоставувам дека говорите од ораторските вечери Иво Пухан, во догледно време ќе може да се најдат онлайн, да се најдат можеби на ораторскиот клуб на Јустинијан I. Во однос на оној клуб кој што постои таму, се вадат ли, сега секогаш има полуфинална и финална вечер, што значи дека има секогаш околу од 10 до 15, па и 20 пријавени говорници на овие ораторски вечери, каде што секој сака да изнесе своја критика во однос на определена тема. Се вадат ли кадри, се разговара ли внатре, се собираат ли редовно студентите за да се оформат, да биде развоен тој клуб, да излегуваат се повеќе и повеќе заинтересираност од внатре? Па да, секогаш. Најпрвен кога настапува, јас си уште не знаев за клубот на оратори и една од моите професорки на предавања ми рече Моника, ти треба да одиш на ораторска и од тука почнаа моите така речено, да речам, искуство, мотив, во кој што
ги охрабрува сите студенти да можат да се пријават, слободно да го кажат она што го мислат. Значи, ораторството е стварно многу убава вештина. Ти дава на некакво смисла на она кое што би сакал да го изнеш. Значи, ти дава слобода, значи луѓето да те слушаат, барем 5 минути од тоа колку што е говорат, да можеш да бидеш слушнат и она што сметаш дека треба да го кажеш, да го изнесеш пред сите. Во однос на клубот, голем број на студенти кои што биле заинтересирани, мислам малку со кризава, во моментов таа можност е оневозможена, така речено, иако клубот секогаш добро функционирал и сметам дека и ги охрабрувам сите кои што би сакале да можат да учествуваат, да се пријават и да бидат дел од клубот на оратори. Да, своевремено на ораторските вечери Иво Пухан учество зедов и јас од 2012 година. Морам да кажам дека е тоа едно искуство каде што доаѓа пред се доста публика која што сака да слушне критички говори. Се надевам дека токму Моника, па и Марио Јанески, како што реков, и Данило Крстовски, и Марија Додовска, сите ќе се пријават повторно на 25-те всушност ораторски вечери. Моника, благодарно за одвоеното време. И благодарам и вам.